Јас сум историчар и ќе се обидам да зборувам накратко за да заштедам време малку за сите други, затоа што историчарите сакаат многу да зборуваат. Во минатиот период во Европа можеше да се забележи дека крајно десничарското движење имаше голема поддршка од луѓето и јас често се прашував што се случуваше во Германија, во Холандија, во Италија и во другите држави кои што даваа поддршка за национализмот и за крајнодесничарските движења. Оваа ситуација во Европа е многу опасна за Босна и Херцеговина, а и за целиот Западен Балкан. Например, ако се сеќавате на поранешниот премиер на Велика Британија, Камерон, тој рече дека Србија е рускиот пандан на Балканот. Ова е проблем и за Босна и Херцеговина, бидејќи има подем на национализам и подем на малициозна политика во Босна од српската страна. Релевантното истражување ни кажа дека Русија го поддржува подемот на крајно десничарското движење и овие политики имаат поддршка и во цела Европа. За мене, символот на крајно десничарското движење во Европа е премиерот на Унгарија, господинот Орбан, и откако Трамп победи на председателските избори во Америка, имавме еден голем настан во Бања Лука. Луѓето, србите, излегоа на улиците и ја славеа, ја прославуваа победата на Трамп. А Милорад Додик, првиот човек зад Република Српска и еден од најголемите проблеми во Босна и Херцеговина и другиот дел од Балканот, рече дека тој има добар однос со Орбан и дека има поврзано со Фицо во Словачка и кажа, добро, имам добра поврзаност со Орбан, а Орбан има добра поврзаност со Трамп и токму тоа беше всушност и поентата, односно големата шанса за Република Српска и за Русија да имаат влијание во Босна и Херцеговина. Мислам дека големиот национализам, поради минатото, поради геноцидот, ние имавме и имаме проблеми во Босна и Херцеговина. Бидејќи во Сребреница, геноцидот на Сребреница беа убиени повеќе од 800 луѓе. И поради тоа беше потребно да се поддржи разрешувањето на ваквата ситуација, на ваквиот проблем. Оно што го истакнуваме дека растот на десничарското движење во Европа е забележителен и дека и ќе продолжи да расте. Мислам дека Босна и Херцеговина имаат проблем со Русија, не како Белорусија што има, меѓутоа, ако читате во босанските медиуми и медиумите од регионот, амбасадорот на Русија во Босна минатата недела кажа дека бомба била поставена, подметната под Босна. Затоа што босанските политичари ја поддржуваат јужната
поврзаност во парламентот. И ние немаме поддршка од Европската Унија во овој клучен период и затоа нас ни е потребна некоја цврста одлука од Европската Унија со која што ќе се каже добро, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Косово сакаат да ни се приклучат, сакаат да се приклучат на европското семејство и ние нив ќе ги поддржиме. Политиката на проширување на Европската Унија е наш приоритет, но сметам дека крајната десница и ситуацијава во Европа и секако и во САД може да биде поволна за нас, затоа што крајно десничарската политика игра со чувството на луѓето. Крајната десница на Балканот и во Европа ни даваат едноставни решенија за тешки проблеми. И мислам дека голем проблем за нас во Босна и Херцеговина и за мене и за луѓето во Босна и Херцеговина и за нас е многу поважна европската опција отколку НАТО опцијата. Мислам дека ова е убав пример да се види дека имаме проблем со влијанието од Русија и ни треба поддршка од Европската Унија, но и од НАТО.